Добар ден, почитувани. Вие следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Без разлика на возраста и колку добро гледате, редовниот сеопфатен офталмолошки преглед е единствениот начин да проверите дали ви се потребни очила. Но исто така и да исклучите да не случајно имате некое сериозно заболување на очите. Велат дека окото е прозорец кон душата, но исто така и прозорец кон општото здравје. Може ли понекогаш офталмолошкиот преглед да даде насоки и за некои хронични заболувања за кои што пациентот не е ни свесен? На оваа тема денеска разговараме со доктор Кристина Шишарица, специјалист по офталмологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Затоа останете на Телма. Обично преглед на офталмолог правиме кога не гледаме добро на близина или пак на далечина. Што се треба да вклучува офталмолошкиот преглед, ќе запрашаме денешната гостинка, а тоа е доктор Кристина Шишарица, специјалист по офталмологија во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов. Прво да ви се заблагодарам за вашата покана. Редовен офталмолошки преглед е многу важен дел за да можеме да превенираме различни состојби на окото. Во самиот преглед ние прво што правиме е детално го проверуваме видот, со и без никаква корекција. Исто така правиме проверка на очниот притисок, тоа е многу важен дел од прегледот, а потоа го проверуваме самото око, односно предниот дел на окото, а исто така во еден детален преглед би требало да се направи со ширење на зеници, односно на тој начин го гледаме оној најважниот дел на окото, тоа е задниот дел, и ги гледаме најважните структури на окото. За сето ова детално во денешната емисија, но ќе започнеме од тоа дали видот се минува со текот на годините. Дали квалитетот на видот е променлив и колку се чести оние нарушувања на видот на близина и далечина? Па кај здраво око кое нема никаква диоптрија, најчесто квалитетот на видот останува добар, се додека во еден дел од животот, тоа е најчесто понапредната фаза, некаде после 60-та, односно после 70-та година, не настане она една природна состојба на старење на леќата и да се појави катаракта. Во тој дел настанува дефинитивно доста големо намалување на квалитетот на видот, се нарушува видот на далечина, додека доколку станува збор за диоптрија, доколку таа е добро коригирана, нема да се намали видот, односно доколку има промена на диоптрија, тоа пациентот ќе си го забележи и треба да се јави на преглед. Секогаш пациентот ќе забележи, зошто понекогаш луѓето немаат чувство дека видот им е влошен? Најчесто кога станува збор за некакви мали промени, пациентот може воопшто да не ги примети или пак доколку настанува постепено намалување на видот кој не оди брзо. Во тие моменти пациентите знаат да се прилагодат на тој ново настанат вид и да не почувствуваат никаква промена. Често може да не забележат дека има промена во видот, доколку имаме добар вид со едното око, а слаб вид со другото око и едноставно доколку не настане споредба со тоа како гледа едното во однос на другото, пациентите може да не забележат дека има намалување на вид на другото око. Мозокот се адаптира? Да, настанува процес на една невроадаптација и мозокот се учи да гледа така како што со двете очи едноставно си гледа пациентот. Дали покачениот крвен притисок, зголеменото ниво на масти и на шекер во крвта може да остават некакви последици по видот? Може да. Окото не е изолиран дел од организмот. Окото е суставен дел, така да било какви промени влијаат и на самото око. Очното дно е место каде што ние можеме клинички да ги видиме сите овие промени и единствено место во организмот каде што директно ги визуализираме крвните садови.
Така да долготрајно нерегулиран крвен притисок, нерегулиран диабет и покачени масти во крвта си даваат своји промени на очното дно. Најубаво е кога ние ги приметиме на преглед во порани фази, кога можеме со обични совети да делуваме тие да се повлечат. Доколку станува збор за понапредна фаза на болеста, во тој случај даваме, односно го третираме окото за да овозможиме да се стабилизира видот во онаа состојба во која што во моментот го гледаме, односно да нема никакво влошување. Доколку имаме вакви хронични болести, секогаш ли ќе настрадат овие мали капилари, односно крвни садови во окото? Па најчесто да, пак ќе кажам, не се случува тоа преку ноќ, меѓутоа доколку самата болест трае долго време и е нерегулирана, дефинитивно ќе дојде до оштетување на овие мали крвни садови. Кога треба да се направи првиот офталмолошки преглед во детството? Препораката е доколку родителите не забележуваат никакви проблеми во однос на видот кај детето, првиот преглед да се направи на 3 годишна возраст. Секако, доколку има проблеми од типот на да родителите приметуваат дека детето се доближува до екраните, до телевизорите, доколку едното око бега во однос на другото, треба да се направи преглед веднаш штом ќе се примети било каква промена. А колку често треба да се прават прегледи кај офталмолог, кај возрастните лица, во зависност од нивната возраст, односно од годините? Препораката е доколку нема никаков проблем, еднаш во годината е доволно често. Секако, ако има било каков проблем, треба во моментот веднаш да се јават. А потребно да се прават прегледи кај оние кои што има добар, совршен вид? Убаво е да се направи, бидејќи не секогаш самото тоа што пациентот има совршен вид е знак дека се е во ред со окото. Така да секако се препорачува и кај пациентите, односно луѓето кои што имаат совршен вид, да се направи една рутинска проверка. А постои совршен вид? По наши критериуми совршен вид е кога пациентот ќе ни прочита 100%, односно тие најситните бројки на таблата. Тоа не е некаков параметар за совршен вид. Така, сега го споменавте оној највпечатлив тест во офталмологијата, кога се проценува дали пациентот може да ги прочита големите и мали букви. Како се нарекува тој тест и што всушност со него заклучуваат? Освен дали е видот совршен. Да, тоа ни е најдобриот параметар за да видиме, за да процениме каква е состојбата со видот. Тоа е Snellen таблица, каде што пациентот ни ги чита бројките, почнуваме од таа најголемата, па треба да стигнеме до најпоследниот ред од таблата. Доколку успееме со пациентот да го постигнеме, велиме дека тој има 1-0 вид и секако ни е многу важен параметар во однос на останатиот дел на прегледот. Колку често имате пациенти кои што успеваат да ги прочитат и буквите од најдолниот ред, тоа не е најситни? Па често. Без диоптрија поретко, за жал во денешно време најчесто е потребна некаква мала корекција, меѓутоа има голем број на луѓе кои што можат да стигнат до последниот. Значи без диоптер кој што без проблем ќе го прочитат. Одлично, значи не е мал бројот и на оние кои што имаат добар вид. Точно, за среќа. Дали кога ќе се појде кај офталмолог е исклучително важно пациентот да соработува, односно да ја каже сопствената историја на болести кај лекарот, да проговори и за здравјето на очите, она што се нарекува анамнеза. Колку е важно тоа за офталмологот? Доста е важно, бидејќи ни олеснува на тоа во кој правец би размислувале ние, во која насока би го барале проблемот. Некогаш знаат и пациентите да сакаат да скријат одредена работа, односно да не ги кажуваат до крај искрено работите. Постојат различни методи кои ние ги користиме и во однос на тестирањето, кога можеме да го тестираме тој дел доколку го забележиме, меѓутоа наједноставно, најлесно е кога пациентите ни соработуваат. Имате целни прашања кои што ги упатувате на пациентот? Да, целни прашања во однос на тоа ако видиме дека постои проблем во одреден дел, така да дефинитивно дека би се насочиле во тој дел да се распрашуваме. Кога станува збор за здравјето, што е важно пациентот да му каже на офталмологот? Важно ли какви апчиња пие? Да, треба да ги знаеме прво останатите болести кои самиот пациент ги има,
колку време траат, дали тие се по терапија, дали се добро регулирани, така да секако дека тоа е составен дел на прегледот, системското здравје на пациентот, а уште поважен дел е потоа продолжуваме со прашањата од офталмолошките проблеми, односно од кога започнал конкретниот проблем, колку долго трае и дали нешто се преземало во однос на тоа. А како изгледа прегледот за утврдување на диоптријата? Прво почнува на начин да правиме се вика рефрактивна снимка кај пациентот за кое што ориентационо ни го дава диоптерот кај самиот пациент. Секако тоа не е дефинитивната диоптрија, односно понатаму продолжуваме на она што веќе ја рековме, тестирањето на таблата, каде што прво треба да видиме до каде успева пациентот без никаква диоптрија да прочита и потоа почнуваме со ставање на различни стакленца, каде што пациентот ни кажува дали гледа подобро или полошо. Така да соработката од пациентот е доста важна и крајната цел е пак да стигнеме до оној совршен вид, односно 100% да ни ги прочита сите бројки до крај. Со таа табла се утврдува видната острина? Да, видна острина. А доколку пациентот ето различни причини не е во можност да соработува, може ли тогаш да му утврдите диоптер за очила? Да. На таа табла постои можност да ставиме различни фигури, тогаш тоа се однесува кај дечињата, или со она буква Е, која што во различни насоки ја покажуваме на самата табла, па исто така кај децата они ни покажуваат со рачето дали тие запци на буквата Е се свртени нагоре, надоле или надесно. А постои метода каде што ние во текот на прегледот без нивна соработка можеме да одредиме диоптријата, тоа се нарекува скиоскопија и подразбира се како проширување на зениците. Кај децата, кога се прави мерење на диоптерот, пред да се дадат првите очила, секогаш е неопходно да се прошират зениците? Таа е препораката, бидејќи кај децата постои многу силен очен мускул кој што може да компензира дури и 3 диоптрии. Така да за да утврдиме точната диоптрија, посебно кај децата, е многу важно да направиме проширување на зениците за да утврдиме диоптријата и на тесна и на широка зеница и да дадеме соодветна диоптрија во однос на тоа што ќе го најдеме на широка зеница. А кај возрастните? Постои потреба од тоа? Исто така. При мерење на диоптер. Да, најточно е да се прошират зениците, меѓутоа кај возрастните нема толку голема разлика што ние ја очекуваме. Ама сепак најпрецизно е да се прошират зеници. Некои луѓе носат контактни леки наместо очила. Пред да појдат кај офталмолог, потребно ли е неколку дневно неносење на леките? Не, дури препораките се да дојдат со тие контактни леки кои што ги носат, за да можеме ние да провериме каков е видот со таа конкретна диоптрија која што пациентот си ја носи во леките. Во текот на прегледот се вадат леките и потоа продолжува стандардниот преглед без нив. Дали диоптријата на очилата и на леките е секогаш иста или различна? Различна е, така да на самиот преглед ние утврдуваме и постои посебен рецепт во однос на оваа диоптрија која што треба во леки да се носи. Значи не е сеедно дали Не. се носат леки или се носат очила. Не. Потребно е да се направи засебен преглед? Во истиот преглед тоа можеме да го одредиме. Доколку некој носи очила, сака да носи потоа леки, треба да направи уште еден преглед? Да. Ние можеме, всушност диоптријата во леките ја одредуваме врз база на онаа диоптрија што се носи во наочарите. Меѓутоа се разликува и најубаво би било да се направи преглед во тој даден момент за да можеме да ја направиме точната диоптрија во леките. А дали диоптријата се менува со текот на времето? Да, се менува. Најчестата диоптрија, односно онаа школска миопија што се појавува кај децата, во текот на нивното растење и развивање расте. Од прилика некаде до кај 18-19 година. После оваа возраст, диоптријата по правило треба да се стабилизира и да не се менува, меѓутоа никогаш во медицината 2 и 2 не се 4, така да знае да има отстапки од ова правило. А колку често кај возрастните треба да се прават прегледи за корекција на диоптријата? Дали кога тие ќе почувствуваат некаква промена или пак е потребно редовни прегледи да се изведуваат? Најдобро е кога се прават тие редовни прегледи еднаш годишно.
Доколку не забележуваат никакви промени и доколку диоптријата е стабилна подолго време, можеме да ги одоговлекуваме и на година и пол максимум, меѓутоа пак ја кажам, годишни редовни прегледи се нашите препораки за навремено да приметиме некаква промена. А редовното носење очила може да го намали диоптерот? За жал не. Редовното носење на очила едноставно си ја коригира диоптрија и пациентите имаат добар вид. Меѓутоа не даваат промена во однос на тоа дали ќе не даваат промена во однос на тоа дали ќе се намали или зголеми диоптријата. Понекогаш возрастните лица знаат да кажат дека со текот на годините им се подобрил видот. Можно ли е тоа? Не, може би има некаков психолошки момент поради некоја друга состојба, меѓутоа со текот на годините видот може да остане ист, да се подобрува не. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот, така што добре дојдени се сите ваши прашања на темата на која што говориме. Докторке, има луѓе кои што не разликуваат бои. Дали тестот за далтонизам се прави кај офталмолог и како тоа изгледа? Да. Кај нас се прават тие тестови. Постојат различни тестови на бои, каде што ние може да утврдиме дали пациентот ги препознава контрастите и различните нијанси на боите. Оној кај нас најчесто изеден тест се вика Ишихара тест. Тоа е тест на таблици каде што се скриени во различни контрасти се напишани бројките и треба да се види дали пациентот ќе успее да ја препознае таа дадена бројка која што е некако скриена во различни нијанси. Така да уреден тест би подразбирало препознавање на сите тие бројки на таблицата. Обично на која возраст се прави овој тест? Претпоставам дека во детството се детектираат ваквите проблеми или има и некои возрастни кои што не биле свесни за неразликувањето на боите? Да, никогаш постои далтонизам каде што не се препознаваат само одредени нијанси на одредена боја, така да остануваат непрепознаени и до покасна возраст. Така да во детството би било најдобро да се препознае, меѓутоа некогаш и во подоцна возраст знаеме да ги откриеме. Кај одредени здравствени проблеми со окото, можно е важно е да се направи тестот за видно поле. За што се работи конкретно? Најчесто видното поле мораме да го направиме кај сите пациенти кои што имаат проблеми со очниот притисок, односно имаат глауком. На овој начин успеваме да ги детектираме најраните промени во однос на видното поле, бидејќи самата болест подразбира стеснување на видното поле. И тоа го откриваме најдобро на кога го тестираме самото видно поле. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со уште неколку прашања за видното поле и мерењето на очниот притисок. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете. Вака сакам до докторката едно прашање да поставам. Сега пред неколку дена ми се утврдив дека со десното око искривена слика гледам. Значи не е јасно само со десното око. Така. Бев на снимање во Железара и ми најдоа влажна форма со почетна неваскуларизација. Односно нешто како некое собирање на течност во заднината на окото. Па ме интересира докторка да ми каже како се лечи тоа и дали успешно се лечи. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Да, по тоа што може да слушнам, кај пациентот станува збор за влажната форма на сенилна дегенерација на макулата. Тоа е состојба каде што во центарот за вид се формираат едни абнормални крвни садови кои што пуштаат течност во самиот центар за вид, каде што настанува оток. И поради тоа се намалува видот, односно настанува на типично искривување на сликата. За среќа оваа состојба успешно се лекува, за да можеме да направиме тој оток да се повлече. Во окото потребно е да се аплицира лек со инекција, кој што возможува сушење на центарот за вид.
Најчесто се потребни неколку инекции за да успееме ова да го постигнеме. Некогаш успеваме и само со една, зависно од тоа колку рано е откриена болеста. Така да пациентот не треба да чека, треба да се јави за што побрзо да ја прими оваа инекција и за да можеме во порана фаза да ја третираме болеста и да успееме потполно да ја излекуваме. Ке го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добив знак дека уште еден гледач очекува да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Очекувам уште едно прашање од гледач. Добар ден за него. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав за докторката. Ви благодарам. Сакам да ја прашам, јас и на двете очи сум оперисан од перде. Добро. И сега на левото око ми се јавува како мушички, таму што знам, дамчи и такви работи, и во самиот агол ми крвави окото. Што може да биде тоа? Така да немате некој подпрашање, докторке? Пациентот рече во детство дека има оперирано катаракта, така? Не, на десното око, ако го разбрав добро. На десното око рековте, така? На двете сум опериран и за левото око се работи. На левото око. А кога ви беше направена операцијата? Па, има, може и 2-3 месеци. Скоро. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Некогаш после самата операција, бидејќи колку и да е помалку инвазивна, сепак е еден вид на траума таа операција за окото, може да предизвика процес каде што се одлепува, ние го викаме стаклесто тело. Тоа е гелот што го исполнува окото во внатрешноста. Најчесто оваа состојба е природна и од бенигна појава и е причина зашто почнуваат да се појавуваат тие црни мушички и дамки во видното поле. Со текот на времето тие најчесто се губат. Меѓутоа, убаво е да се направи сепак повторно уште еден преглед со ширење на зеници за секој случај да не пропуштиме уште некоја друга причина која што може да биде посериозна во иднина. Значи, најчесто се работи за една бенигна состојба после операцијата и тие мушички треба да се изгубат со времето, меѓутоа е убаво пациентот да се јави на еден комплетен преглед уште еднаш. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Прашање до докторката. Така? Дали ви слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Ја го гледачот да Радовиш. Така? На десното око имам аблација што скрос не гледа, а на левото ми се појави перде. И на моја матичен лекар вика дека било баш на средината на трнката на окото и вика ти си одлучи дали за операција, дали е ризично или не. Едното не гледа, другото е ако е ризик. Значи, на едното око не гледате, на окото на кое што сега гледате, треба да направите операција за катаракта, имате дилема дали да ја изведете операцијата или не? Баш на трнката било. Баш на, го разбравте? На црнката? На Добро. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би можеле да советувате. Секако, доколку постои катаракта, таа треба да се оперира. Го разбирам психолошкиот момент кај пациентите кои што гледаат само со едно око, имаат многу поголем страв, бидејќи треба да одат на операција на едното око кое што им гледа. Не е важно што е зафатена црнката, нас тоа не ни, барем мене во овој момент не ми укажува дека нешто би можело да значи дека би било покомплицирано. Би го советувала пациентот да дојде на преглед за да можеме навремено да ја направиме операцијата. Тоа не е она што ни е најважно. Бидејќи ако оставиме да созрее многу тоа перде, тоа може да доведе до покомплицирана операција и не дај Боже некакви компликации. Така да што порано дојдете, полесно ќе се одвива целиот процес на припремата и самата операција. Така, пациентите се плашат од оној ризик, сепак да не се изгуби видот и на тоа око. Да, по операцијата на катаракта. Да, операцијата на катаракта спаѓа во една од најбезбедните операции во медицината. Така да ризикот за компликации постои, меѓутоа тој е вистина многу минимален, посебно кога навремено ќе ја направиме операцијата.
Така да, кога ќе се направи на време, вистина не би требало никој да размислува за нешто лошо. Во 99,9% од сите наши операции таа е успешна. Велат дека пред операцијата на катаракта неопходно е да се провери очното дно. Понекога се прави таков пропуст, па пациентите имаат проблеми. Зошто е толку важно да се испита очното дно? Па за да добиеме убав исход после операцијата, покрај тоа што ќе ја оперираме катарактата, најважниот дел на окото мора да биде здрав. Тоа е центарот за вид и очниот нерв. Така да на самиот преглед прво мораме да се увериме дека комплетно целото око е здраво, па тогаш можеме да очекуваме еден убав исход од операцијата. А каков преглед е потребен за да утврдите дали пациентот има катаракт или не? Дали при еден обичен класичен офталмолошки преглед тоа можете да го забележите? Да. Во најобичниот преглед секако ја гледаме леќата и утврдуваме дали има појава на перде или не. Значи еден најобичен класичен преглед тоа може да го утврди. На секој еден преглед. Така, сега колку е важно да се утврди дали пациентот има очен притисок? Знаеме дека тоа е важно. Прашањето ми беше како ќе се утврди очниот притисок кај пациентот. Да, исто на секој преглед подразбира мерење на очниот притисок. Тоа го мериме на различни апарати, конкретно кај нас постојат апарати, ги викаме тонометри, мерењето е комплетно безболно, така да важно ни е да утврдиме дека тоа е во оние нормални граници. Важно е бидејќи тој очен притисок може да биде и многу над границата, односно неколкократно да биде зголемен, а пациентот воопшто да не осеќа никакви симптоми. Така да глаукомот е болест која што ја викаме тивок убиец на видот. Покрај тоа што нема никакви симптоми, пациентите се адаптираат на тоа намалување на видот и доста често, за жал, се случува да дојдат во една многу крајна фаза на болеста. Така да очниот притисок е еден многу важен дел од прегледот и препорака за секој еден да си го мери еднаш годишно очниот притисок. Потребна е некаква анестезија кога се мери овој притисок очен? Дали е болен прегледот? Секогаш дали е непријатен затоа што понекогаш нели воздух се издувува кон окото, може да ни го опишете. Да. Еве за некои пациенти, некои гледачи едноставно не го направиле никогаш. Мерењето е комплетно безболно. Може би малку е непријатно, бидејќи има различни методи. Да, постои тој метод каде што се мери на тој начин што се со воздух во окото директно се даваат вредности за очниот притисок. Може би минимална непријатност, меѓутоа никаква болка, буквално тоа е една секунда од самиот преглед. Постојат и други методи каде што со една како контактна игличка воопшто не ја осеќа пациентот, таа е уште понапредна, на тој начин го мериме ние во нашата болница, така да комплетно безболно и без никаков дискомфорт за пациентот. Дали секогаш измерениот покачен очен притисок значи и дека пациентот има таков проблем? Може ли да биде лажно покачен? Може да биде. Тоа на тој начин, кога ние еднаш само ќе го измериме дека тој притисок е покачен, не мора апсолутно тоа ништо да значи. Така да на врз база само на тоа дека тој притисок е покачен, не почнуваме со терапија веднаш. Значи треба да провериме дали станува збор во континуитет дека тој е покачен, потоа правиме проверка да видиме дали има некакво штетување на очниот нерв и секако најважниот дел е она видно поле кое што веќе го споменавме. Така да, доколку еднаш утврдиме очен притисок, треба да направиме една серија на прегледи и испитувања за да ни се докаже сомнението, па понатаму доколку успееме да го утврдиме тоа, почнуваме со некаква терапија. Значи, веднаш по овој тест, доколку поставите диагноза покачен очен притисок, се прави тестот за видно поле, ако ве разбрав добро, а потоа и останатите прегледи, посложени, какви се тие посложени прегледи? Да, мораме клинички да го видиме очниот нерв. Тоа е проверка со класично проширување на зеници за да видиме како нас не изгледа. Исто така постои и снимање, се вика ОЦТ, оптичка кохерентна томографија, каде што ја мериме дебелината на очниот нерв.
Доколку дебелината е намалена, доколку имаме абнормалности во видното поле, доколку имаме на неколку прегледи покачен очен притисок, сето тоа ни укажува дека веќе таа состојба постои и дека треба да ја третираме. Колку често потоа се прават контролни прегледи? Откако ќе се даде терапија? Најважно е да сме сигурни дека со терапија очниот притисок е добар. Во почетокот може би на 1 месец да се мери притисокот и доколку на неколку прегледи тој не е добар, можеме да го зголемиме тој интервал на 6 месеци и понатаму доколку пак на 6 месеци е се во ред, можеме и дури еднаш годишно. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Кога излезам од дома, ми солзи левото око. Бев на лекари повеќе пати и постојано ништо не ми најдоа. Можете ли да ми кажете нешто што е проблемот? Значи само левото око, така? Само левото око само ми нетото солзи. кога имате овој Кога проблем. излезам од дома, сонце, ветер, ми солзи постојано. Значи само кога ќе излезете надвор од дома. Да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате во овој случај? Би предпоставила дека станува збор за затварање на изводниот канал на тоа едно око, преку кој истекуваат солзите нормално во носот. Тоа е на анатомска поврзаност. Така да на преглед треба тоа да го установиме и треба да пробаме со промивање на каналот повторно да го отвориме. Доколку не успееме на тој начин, би се размислувало во други насоки, во насоки да можеби би била потребна и некаква хируршка корекција, меѓутоа не би одела толку далеку, нека си дојде пациентката на преглед да пробаме да го отвориме со една најобична промивка на тој солзен канал преку кој што солзите истекуваат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Имам прашање за вашата гостинка. Така? Во месец мај, каде значи пред колку има 6-7 месеци, бев на операција за катаракта на едното око, на десното конкретно. Операцијата, како операција во Битола, се во Битола конкретно, во клиничката болница во Битола се правеше операција. Негде 30 секунди, да речем, ајде, пред ставањето на леќата, разговаравме со докторот, ме праша како сум гледал предходно, кажав дека на едното око гледа подлично и на ова око што е оперирано гледа подлично, задалечина, со 0 диоптер. И следеше ставање на новата леќа. Така. Значи, кажано беше на докторот дека пред да се направи операција, пред да ме фати катаракта, гледав одлично со 0 диоптер на далечина, со другото око, здравото око, левото око, гледав одлично исто 0 диоптер на далечина и операцијата следеше после тоа. Меѓутоа, после неколку дена, после ставањето на леќата, кога го извадивме овие... Така, значи, како ви е видот потоа? Значи, во операцијата... Гледам матно, едноставно гледам матно. Само на далечина или воопшто гледате со тоа око матно? Операција помина одлично. Меѓутоа докторот апсолутно... Значи, само да ве прашам, дали сега гледате матно со тоа око или само на далечина гледате матно? На далечина матно, на близина добро. Значи, ми стави леќа... Добро. Добро. Значи, ми стави леќа со која што добро гледам на близина. Така, гледате добро близу, но сега не гледате добро од далеку. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Гледам далеку добро, а со другото... И сега имате потреба, предпоставам, да носите очила. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ајде сега да искоментирате и оваа ситуација. Да, многу важен дел пред операцијата на катаракта е еден детален преглед, каде што ние правиме мерки за тоа кој број на леќа треба да ја вградиме кај секој пациент. Неопходно е да се има добра апаратура за да се направи точна проценка за бројот на леќата. За жал, во многу ретки ситуации, самиот апарат може да даде погрешна бројка, односно да се стави таа леќа која што ја советува апаратот и после операцијата да настане диоптрија кај пациентот поради погрешен број на имплантирана леќа.
Доколку вие гледате добро на блиску, сигурно имате диоптрија во минус, односно после операцијата имате потреба од очила за да гледате надалеку. Би требало да се види која е таа диоптрија и би требало да си функционирате со очила. Доколку тоа ви пречи, постојат можности каде што ние со лазерски докорекции можеме да ја тргнеме таа диоптрија која што постои во овој момент кај вашето око. Но лазерското отстранување на диоптријата дали е конечно и трајно? Во најголем број на случаевите е конечно и трајно. Не можеме 100% да гарантираме и да кажеме. Дека со старењето, со возраста се јавува диоптер? Да. По некои статистики во 96 до 97% од оние пациенти кои што ги имаме ние оперирано, нема повторна појава назад на диоптријата, така да не можам да кажам дека 100% е трајно, меѓутоа во најголем број на случаеви успеваме трајно да се решиме од таа диоптрија. Кога некој ќе направи операција на катаракта, обично очекувањата се дека потоа ќе се врати видот каков што бил некогаш. Возможно ли е тоа? Да, тоа ни е целта од операцијата, да направиме точна проценка за леќата, операцијата да ни помине успешна, така да доколку овие две работи поминат онака како што треба, секако дека ќе биде вратен и видот онака како што бил пред појавата на катаракта. Но сепак многу од оние кои што имаат операција на катаракта потоа носат очила. Па не е толку голем бројот од моето и од нашето искуство кое што го имаме. Целта е да ставиме точна леќа, така да некогаш за жал потребно да се инвестира повеќе во добра, квалитетна леќа, некогаш треба таа да биде, ние викаме, торична, за да може комплетно да се реши и цилиндарот како диоптрија. Така да може да се постигне тоа и во најголем број случаевите успеваме да го постигнеме. Значи има решение за се, има најразлични типови на леки. Суштината да се избере правата леќа. Вистинската. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Видите, на левото око не гледам матно. Матно ми е левото око. Така. И бев на преглед, тоа ме фати пред неколку месеци. Четок ќе ми се заматеше, па после некој ден пак ќе ви се избистри видот, ќе ви се врати нормален вид. Да. Значи периодично замаглување на видот имате. Молам? Периодично замаглување на видот на едното око, така? Да. Али сега во задно време, на 2 недели, цело време ми е матно. И бев на лекар, а јас сум диабетичар, ама примам инсулин и шекерот го регулирам. И бев на лекар, не можеле да се прошири зеницата. И сега ми рекоа, вика, треба дојдеш на друг некој поискусен лекар, не знам како што, за да збориш со него да се консултираш. Така, ве интересира што понатаму, како да се направи преглед кај вас. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Бидејќи пациентот има диабет кој го регулира со инсулин, овие пациенти се спаѓаат во една ризична група за офталмолошки компликации. Така да секако треба да дојде на преглед и заложително е да се прошири зеницата. Кај нас имаме современа апаратура, ги имаме сите дополнителни диагностички апарати кои што ќе бидат потребни да се направат. Може да станува збор за катаракта, меѓутоа конкретно кај овој пациент може да станува збор и за некаква компликација од самиот диабет. Така да немојте да чекате, што порано дојдете, ќе имаме ние можност како да го третираме проблемот кај вас и да најдеме најдобро решение. Значи постои начин да се прошират зениците дури кај диабетичарите? Да, постои секаква начин да се прошират зеници. Докторке, колку обично трае офталмолошкиот преглед? Зависи ли дали е прв, дали е контролен, дали ќе биде сеопфатен, комплициран? Па, доколку станува збор за прв и комплетен преглед, тој е подолг, бидејќи тука сакаме да прошириме зеници, секако прв пат го гледаме пациентот, и овој преглед трае и подолго, бидејќи се потребни отприлика 20 минути до половина час за да се прошират зениците. Овој преглед отприлика трае час, час и половина некогаш, зависно и од тоа дали имаме некои дополнителни испитувања што би требало да ги правиме.
Доколку станува збор само за некаков контролен преглед или следење на состојбата, овие контроли би рекла дека околу 15 на минути траат, бидејќи сакаме само да видиме дали има некаква промена во однос на она што го следиме. Ке ги вклучиме гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам вака. Јас имам синуси. Добро. Значи, ќе ве замолам само да го следите разговорот во слушалката. Да, исклучувам. Видите вака, и многу ми солзат очите. И понекогаш имам црни дамки ми се појавуват, а потоа ми се губат. Добро, да немате, докторке, некој подпрашање во овој случај? Не би имала, можам да ви одговорам. Добро, а какви се тие црни дамки, нека ни појасни само. Дали се тоа како мушички? Како мушички што ви прелетуваат во видното поле? Да. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Доста често прашање кај нас во секојдневието. Овие црни мушички, веќе накратко напоменав, најчесто станува збор за едни природни дегенеративни промени што се јавуваат со текот на годините. Можам да ви кажам дека слично како брчки на кожа, бела коса, знаат да се појават тие згуснувања во самиот гел внатре во окото. Ова е најчесто. Меѓутоа, во самиот момент кога првпат ќе ги приметите, треба да се јавите на преглед за да видиме дали, не дај Боже, постои некаква друга причина зошто се појавуваат. Така да најчесто нема никаква причина за паника, ниту дека станува збор за нешто лошо, меѓутоа дојдете да ве видиме. За солзењето, веќе исто имаше прашање, кога окото солзи, може да станува збор дека е затворен солзниот канал, па на самиот преглед ние со промивање можеме да направиме повторно да го отвориме и да го спречиме во иднина тоа солзење. А докторке, доколку солзат и двете очи, дали тоа е веќе некоја друга причина? Или повторно солзните канали се во прашање? Може да бидат солзните канали. Некогаш двете очи кога солзат, може да станува збор и за суво око. Сега парадоксално звучи. Парадоксално е дека окото е суво, но солзи. Тоа е заради тоа што поради сувоста многу брзо се формира еден рефлекс за да се создадат нови солзи кои што не се квалитетни и немаат маст во себе, која што е неопходна да ја задржи солзата на окото и поради тоа тие истекуваат и повторно окото суво. Во тој случај треба да се стават квалитетни масни вештачки солзи и овој проблем се решава. Пред да го вклучиме следниот гледач, каков преглед е потребен за да се утврди дали пациентот има суво око или не? Па исто така на обичен офталмолошки преглед, односно на микроскоп кога го гледаме самото око, ние веќе со искуството знаеме да процениме дали тој солзен филм е нормален или веќе има сувост, а исто и постојат и различни дијагностички апарати со кои што можеме да провериме. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Да, вие сте во програма и го очекуваме вашето прашање. Вака, едно прашање до докторката. Пред 5 години ми се појавува нагли намалување на видот. На двете очи одеднашка ми паѓаше видо и ми се појавуваа некои многу големи партали на очите. Без испитување у сите приватни и државни болници, сите ми кажаа дека е молекуларна дупка која треба да се оперира. Оперира се, се беше добро. Сега в последно време, не ме следуват наочари. Не можам наочари да носам, пошто тоа око што ми е оперирано ми е со леќа, другото ми е слободно. Без леќа и ми застана видо и на другото око да не го оперирам и другото око. Меѓутоа сега во последно време пак како да ми се намалува видо и како во последно време неколку дена ми се пак појавуваат некои партали на тоа истото око оперирано и ми е често пати суво. Што ме гребе. Дали од леќата, дали окото, а некогаш па ми многу солзи изледат. Ето, сакам да ја прашам. Мислам дека има прашање што сака до вас да го упати докторката. Повелете, докторки. Значи, операцијата што направивте беше за леќата. Ја сменивте леќата, така? Или не ве разбрав?
Каква операција направивте? Имав молекуларна дупка, расцепување внатрешно на макуларна дупка. Макуларна дегенерација, предпоставувам. Значи имавте макуларна дегенерација, предпоставувам. Да, ми се пунеше окото со силикон, после неколку месеци вади ми се силикон и беше се добро. Така, но сега повторно имате проблеми, па сега прашањето ви е што понатам. Не препознавам луѓе, по-далеко е тем до мене повеќе ми ќе дојде, и дали наочари треба да носам, пошто јас испитува, после тоа ми вика дека не може спрема очите, не може да ми се одреде диоптрија. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, го разбравме вашето прашање, повелете. Пациентката има направена операција на макуларна дупка. Тоа е една посложена операција, каде што веќе поради настанати оштетување на центарот за вид, ние со самата операција целта ни е да спречиме понатамошно оштетување. Сега, некогаш едноставно самата болест и покрај операцијата знае да напредува, односно да се формираат нови дегенеративни промени, па поради тоа да се намалува видот. Така да може да станува збор за само една природна прогресија на таа првична болест. А исто така знае, бидејќи кај вас има направено и операција на леќа, односно на пердето заменето е со нова леќа, знае таа нова леќа да се замати и ние тогаш велиме станува збор за секундарно перде. Така да и тоа може да биде причина кај вас за намалување на видот. Треба да провериме за што точно станува збор. Доколку станува збор за секундарно перде, треба ласерски да направиме една кратка амбулантска интервенција со која што ќе успееме повторно да го вратиме видот. Така, и сосема на крајот на денешната емисија да резимираме дека се потребни редовни офталмолошки прегледи. Да, препорака за секој, дури и кај оние пациенти, луѓе кои што немаат никакви проблеми, добро е да се направи еден комплетен преглед, а кај оние пациенти кои што имаат било каков проблем, дали со диоптрија или нешто друго, во секој случај задолжително еднаш годишно да се проверат очите и навремено да се третира доколку е потребно. Центарот за вид во клиничката болница Жан Митрев, предпоставам дека ги овозможува сите овие прегледи. Сите прегледи ги правиме, имаме вистина современа диагностика, така да може кај нас да се направи преглед за било каков офталмолошки проблем. Така и периодов исто така. Да, до крајот на, убаво е сите да знаат, до крајот на овој месец офталмолошкиот преглед ни е на акцијска цена, кога ни е намален за 50%, така да цената е доста прифатлива и поволна. И е секако време за секој еден, доколку нема направено, да дојде да провериме. Ете, на крајот на оваа година да се заокружи со еден убав офталмолошки преглед, да се провери здравието на очите. Тоа е секогаш важно. Така е. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. И благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.